Именно Драмски театар утре има премиерата на представата Моето име е Горан Стефановски, посветено секако на еден од најдобрите драматурзи во историјата на Македонија, еден од најзначајните и најизведуваните македонски драмски автори воопшто. На оваа тема разговарам со Билјана Драгичевиќ-Пројковска, дел од богатата и звучна актерска екипа од представата. Добро утро, Билјана, добре ни дојдовте. Добро утро. Представата секако ни е повод за гостувањето во Македонија наутро, но би сакала малку поинако да го започнеме разговорот во контекст на Горан Стефановски и што значи тој. Кога ќе го споменете неговото име или ќе прашате неколку луѓе што значи, кој е синонимот прв кој што ви паѓа на памет кога ќе се спомене Горан Стефановски, веројатно различни луѓе ќе дадат различни одговори. Некој ќе каже диво месо, некој ќе каже дупло дно, можеби тетовирани души. Оние кои што израснаа со бушавата азбука ќе ја споменат сигурно и неа. Некој ќе го спомене Дебар Мало, а вие? Кој е првиот синоним кога ќе се спомене Горан Стефановски? Најверојатно бушавата азбука, Да. како старт, а понатаму и сите овие представи што ги наброја, кои се пред се најмногу изведувани во Драмскиот театар. Меѓутоа, за мене Горан Стефановски е еден прекрасен лик кој всушност преку своите зборови успева да допре до сечие срце и душа. Игравме во Диво месо и тоа беше представа која се играше можеби 5-6 години на репертоар и секој изговорен збор беше тага во срцето. Така да Горан Стефановски е синоним за Македонија и мислам дека он ја имаше таа привилегија секогаш да биде изведуван, за разлика можеби од некои други писатели кои можеби не стигнале до ниедно дело да им се изведе. Така да среќата е што он бил изведуван и ќе биде изведуван и понатаму. Така да ова не е крај на овој опус на или омаж на представата My Name is Горан Стефановски, не е и крај на неговото изведување. Гледаме инсерити од вчерашната пресконференција на која што практично ги најавивте трите премиери за кои ќе зборуваме малку подоцна и на кој што се обрати професорот Бранислав Миќуновиќ, кој што е всушност и режисер на представата и вели вака: ова е своевидна интимна посвета за пријателот и еден од најзначајните драматурзи на XU европскиот театарски простор. Практично преку 7 драми, авторска музика на Владко Стефановски, го оживувате еден од најголемите книжевни умови кои Македонија ги имала? Апсолутно. Тоа се дела кои не се изведувани во Драмски театар. Меѓутоа, тоа се дела кои се напишани дали по нарачка, дали по своевидно видување, од кога Горан заминува всушност за Англија да предава и да биде професор. Тоа збореше и Бранислава колку се разликува неговата драматургија во времето кога он пишувал во Македонија и живеел и работел и професорувал и колку тоа се разликува кога тој заминува негде таму. Душата му е секогаш овде, а кога е овде душата му е секогаш таму. Така да мислам дека овие дела се токму затоа интересни, затоа што во нашиот театар мислам дека Одисеј се има работено во Битолски театар, ако не се лажам. Меѓутоа, ние немавме допирни точки со тие текстови и нас навистина ни отворија нови светови. Така да оваа представа, овој текст, да кажеме, од 7 различни текста се всушност добар почеток и старт на нешто ново, значи да се отворат и тие дела за новата генерација на режисери, драматурзи и така натаму. Голема актерска екипа гледаме на сцената, сите звучни имиња, кои што во различен период од творештвото на Горан го следеле на сцената. Пред се Мето Јовановски, кој има играно во 12 негови представи, значи на сцената на Драмскиот театар. Голема чест и задоволство е што го имаме Мето во екипа, затоа што навистина он и текако го чувствува и го знае тоа што Горан го пишувал. Драган Спасов Дат, Софија Куновска, кои се исто една многу интересна генерација која со која заедно, например, го игравме Диво месо.
Потоа Сонја Стамболџиевска, Стефан, Дамјан, тие се новата генерација на луѓе. Ана, млада актерка која е во подем. Мислам дека не пропуштив Јелена Жугич, која после 5 години се враќа на сцената на Драмскиот театар, што е исто така многу интересно. Златко. Така да сме една супер екипа која навистина стреми кон успешна представа. И како течеа пробите? Технички, предпоставувам, со многу предизвици, но беше и емотивно, исто така предпоставувам, тешко да се помина. Како течеа пробите? Тоа е секогаш интересно прашање за актер, затоа што пробите секогаш течат како што треба да течат. Значи, поминуваме секогаш низ внатрешно чувство, се што правиме мора да помине низ нас. Така, дали било алтернативна представа, дали е комедија, драма или така натаму. Меѓутоа, карактеристично за оваа представа е токму таа фронтална игра. На овој пат режисерот се одлучи да се стави зад текстот на Горан и да го стави текстот во преден план. Значи, секој изговорен збор ќе биде слушнат. Не само што ќе биде виден, ќе биде слушнат. Така да таа фронтална игра нас прво ни представуваше мал проблем, затоа што по прв пат имаме искуство со таков тип на представа. Меѓутоа, свативме дека и како важно публиката да го слушне секој збор. Дури и осветлена малку, значи да можеме да ви го следиме и погледот и реакциите. Секако беше емотивно, значи да се вратам и на тоа делче, дека има сцени кои навистина ќе ве трогнат, затоа што се врзани со денешницата апсолутно, а некои сцени и нема да ви се допаднат, тоест нема да се допаднат тие што ќе се видат во огледало. Ке се согласите, верувам со мене, ако кажам дека Горан Стефановски поседуваше харизма на творец на кој што рече сите му верува, и критичарите, и режисерите, актерите, публиката у некои сведочеа на неговото творештво, и тоа не само во Македонија, туку секаде каде што играа неговите представи. И тој момент кога ќе ти веруваат сите околу тебе, веројатно е најголемото признание за вашата работа? Да. Меѓутоа, што се однесува до делата на Горан Стефановски, мислам дека се признаени на прв прочит, на прво гледање. А што се однесува до представата, нашиот живот ќе почне од утре, така да признанието допрва ќе го добиваме во врска со представата и се надеваме дека и текако ќе допреме до публиката и со тоа ќе го продолжиме векот на ова што го правиме. И во контекст на она што тој го создаде, тоа е сериозен товар на плеки за генерациите автори кои што доаѓаат. Основата е многу тешка. Основата е многу тешка. Тоа е нашиот Шекспир. Значи, мислам дека новите генерации како треба да се потрудат да работат на тоа. Иако стремат, пишуваат, меѓутоа најверојатно и ние доволно не читаме, можеби треба да се прават јавни некакви читања на текстови, бидејќи младите и надежни драматурзи секако се трудат да стигнат до некое ниво, меѓутоа навистина имаат висок репер, така да Горан треба да го достигнат, меѓутоа далеку се они од тоа. Култните Диво месо, Лед во место, Огнени јазици, Тетовирани души се представите во кои што вие се вовете како дел од актерската екипа. Оно што мене ме интересира, товар на плеки, предизвик да се игра по текст на Горан? Или повеќе тогаш, повеќе сега? Како? Секогаш е предизвик Горан. Ја имав среќа да играм во 5 негови представи и сум пресреќена затоа што тоа беа представи со различен карактер, различен жанр, различни режисери. Тогаш било предизвик секако и среќа да влезеш во една таква екипа. Меѓутоа предизвик е и денес, затоа што ќе се навратам на тоа што претходно го кажав. Горан никогаш не бил неискористен доволно во нашите театри. Секогаш бил присутен. Во Драмски театар има направено 14 представи. Битолски, Прилепски театар. Тој секогаш живее и ќе живее. Така да возбудата повеќе тага, како да кажам, што не е меѓу нас,
го прави ова дело што ние ќе го заиграме утре, го прави, да кажеме, по-емотивно, по-тажно, како да кажам, нешто што е како некој поздрав од нас, меѓутоа и не треба така да се гледа. Затоа што од овој момент Горан треба повторно и повторно да ги бои театрите ширум Европа, ширум светот. Многу мине ќе кажат, драмата е занает како и впрочем и секој занает, но и во занаетот се препознаваат вистинските мајстори. И сега изминатиот период некако многу често зборуваме на тема кои сме, од каде сме, што поседуваме, што ни е јазикот, каков ни е идентитетот, меѓутоа многу малку веројатно на дело го потврдуваме сето тоа. Горан беше еден од ретките кои што многу прецизно, конкретно кога станува збор за македонскиот јазик, го користеше, многу внимаваше на тој сегмент. Да. Во секое дело. Просто го има тоа и мислам дека во оваа представа е тоа потенцирано. Значи, идентитетот е под во секоја сцена. Така да, иако се жанровски различни и од различно време пишувани, значи се покажува дека и пред 20, и пред 30, и пред 40 години сме го имале истиот проблем. Дали е тоа можно? Можно е. Да. И тоа потврдува дека не сме само од денеска со проблемите или од вчера, туку проблемите и потрагата по тој идентитет постојат уште од времето кога тој стартувал да пишува за театар. Така да овдека е тоа потенцирано у секоја сцена, барајки се себе си, пред се барајки ги другите. Живееме во време кога има војни, кога има болести и тоа е уште попотенцирано и пострашно. Во вет за следното прашање ми е колумната на Сашко Кукаланов, која што беше објавена непосредно по смртта на Стефановски, која што и денес кога ја препрочитуваме трогнува, но ми остава со прашалници што сега и како понатаму. Вели, а што му може смртта на еден голем автор? Нему ништо, уметноста ги чува своите великани во утробата на безсмртноста, но нам останатите, било дали сме семејство по крв, по соништа или по занает, било да сме негови комши или ученици или просто уживатели на неговите дела, нам ваквата загуба ни може се. Знаеме што изгубивме во 2018, но што понатаму и која е мерата во која што можеме да му се одолжуваме на Стефановски? Дали може би, создавањето на представи или изведувањето на неговите текстови почесто да го имаме на сцената? Секако, тоа е еден од начините. Еден од начините е почесто да го имаме на сцена, но ние го имаме. Секогаш е тука. Да. Затоа викам, кај нас, особено во драмски театар, не е изгубен, никогаш не заминал, он е секогаш тука присутен. Меѓутоа, секако апсолутно може да се направи и уште повеќе за Горан и за неговите дела, да се инспирираат генерации, да има можеби фестивал каде што ќе доаѓаат други земји и ќе ги изведуваат неговите дела, интернационален фестивал каде што секоја година ќе се споменува неговото име, неговите дела и таа различност од театарски видувања ќе биде и, да кажеме, голема инспирација и за актерите, и за драматурзите, и за режисерите, и за сите што се занимаваат со оваа професија. Така да тоа е можеби најмалку што може да се направи и тоа би бил еден голем чекор за да остане неговото дело. Али он е тука, он не е заминат. Апсолутно, и така го третирам и во разговорот. Да. Какви се очекувањата од утрешната премиера? Споменав сите звучни имиња ќе ги видиме на сцената, на кои што публиката им верува исто како што му верува и на Стефановски. И сега верувам дека има позитивна трема, знаејќи што носи утрешниот ден. Доза на емоции, се некако измешано? Да, еве и сега некако се чувствувам тажна. Ликот, да. Сцените се така направени да нема да осетите кога ќе се сменуваат внатрешниот ток на настаните, затоа што секоја сцена е различна, емотивна, неочекувана, ако е фронтална,
имаме трема да, меѓутоа од друга страна имаме голема желба да го изговориме тоа што сме го создале за вас. Така да се надеваме дека ваков тип и ваква форма на представа ќе живее долго и ќе биде инспирација за другите. Вчера се јави во Драмскиот театар да ги резервирам моите карти. На прашањето има ли простор за некоја од трите премиери, едната е четврток, едната е 1 и 2 април, добив одговор не, одамна е се купено, дали може за следните изведби од почетокот на следната недела, што ми всушност ми даде на знаење дека колку му веруваме, колку го сакаме, што не значи името, колку публиката не чекала потврда. Публиката, кога знае дека нешто добро се спрема, она и како е спремна да однапред да ги зафати местата. Секако за Горан Стефановски имавме најава уште кога стартавме со представата да ја работиме, имаше најава на заинтересирани луѓе кои веќе сакаат да земат карти. Јас морам да признам дека имавме гостин пред некој ден на една од пробите. Тоа беше Игор Стефановски, синот на Горан Стефановски, со неговото семејство, фамилија, поширока пријатели, и беше голема чест да играме представата пред дел од семејството. Беше оценета како одлична изведба, така да тоа ни е драго и сметаме дека тоа ќе биде добар почеток за нашето патување со Горан. Благодарам за гостувањето во утринската програма, иако знам дека агендата ви е преполна со врски овие денови, дотолку повеќе сум благодарна што издвоивте простор за вас. Простете што ве фрливме низ емотивен тобоган овие 15 на минути, но знам дека ќе бидете и вие и сите ваши колеги брилијантни утре на сцената. Да се надеваме, повелете на представата My Name is Горан Стефановски. Благодарам, Билјана, уште еднаш.